Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа, едно од оние изданија во кои што зборуваме за реформите во правосудството, меѓутоа овој пат ќе биде со акцент на предлог законот за јавното обвинителство. Денеска имаше јавна дебата, а утре, како што знаеме, во собранието се бира и новиот државен или јавен обвинител. Во нашата емисија денеска ги поканивме Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика во Судот за човекови права во Страсбур, и таа е дојдена присутна во студиото. Судике Цаца Николовска, благодарам што сте дел од ова издание на дебатата посветена еве на предлог законот за јавното обвинителство, но ќе поразговараме и за останатите реформи во правосудството и секој момент ги очекуваме универзитетскиот професор Миодраг Лабовиќ и Зоран Петковиќ, практичар, експерт по кривично право на Факултетот за безбедност во Скопје. Ги очекуваме секој момент да ни се придружат во дебатата. Судијка Цаца, вие денеска бевте дел од јавната дебата во Законодавниот дом за предлог законот за измените практично за јавното обвинителство. Каков впечаток ви остави дебатата? Вие практично и од Институтот за човекови права со кој што нели председавате или го раководите, мислам дека предложивте 4 амандмани, ако не сум грешка, и сите 4 ви беа одбиени. Еве малку за дебатата и во кој дел и зошто ви ги одбија амандманите и на што се однесуваа. Прво да изразам благодарност на поканата и со задоволство ќе одговорам на оние прашања кои што ќе ми ги поставите и кои што сметате дека се од интерес, особено јавен интерес. И она што сакам да го нагласам е дека за овој закон највеќе и најповикани се обвинителите да зборуваат. Јас можам да кажам од еден мој аспект на видување од она што сум го работела како судија во Европскиот суд за човекови права, оценување на законитоста и човековите права од уставно правен аспект, додека бев меѓународен судија и во Уставниот суд во Босна и Херцеговина. И секако дека тие искуства се искуства кои што можат да помогнат и во носење на слични законски решенија, не само овој закон. Меѓутоа, повторно ќе нагласам дека е ова многу битен закон и колку што мене ми е познато, во комисијата која што го изготвувала законот биле присутни, што е за голема пофалба, и обвинителски кадар. Од практичари може само да се добие. Секако дека не може да се изгуби. Едно е теоретското познавање, друго е практичното познавање, меѓутоа спојот на тие два елементи, особено во делот на носење на закони, е многу важен. Дебатата денеска беше интересна, имаше искажувања различити, меѓутоа, она што е заедничко е дека за пофалба е постоење на јавна дебата за ваков системски закон. Сега имаше некои проблеми околу доставување на материјалите и слично, меѓутоа тоа е нешто кое што на крај дискутантите презентираа свое видување на законот, односно на нацрт законот, што значи дека секако го имале во предвид и имаа своји искажувања. Вакви дебати се потребни и мислам дека треба да се остава време од моментот кога е дебатата до моментот на носење на било кој законско решение, за да можат евентуално пратениците кои што слушаат оваа дебата да ги вкрстат своите познавања, она што е напишано во нацрт законот и евентуално да предлагаат некои амандмани. Тоа е идејата и на јавната дебата и на присуството на пратениците. Колку тие тоа можат да го направат со оглед на тоа да законот е утре на дневен ред, не можам да кажам. Како очекувањата се до крајот на месецот да биде донесен, сега барем такви се очекувањата. Секако како и да е до утре амандмани, нешто така кажа председателот на комисијата, меѓутоа како и да е, дел од законот е
старото решение на некој начин дел, кај дисциплинските постапки е малце понов пристап и да се надеваме дека тие одредени проблеми на кои што се укажа и на јавната дебата ќе бидат согледани и ќе се направи некоја како да кажам, нешто да се подобри има време, текст. и тие што се препораки дадени, што може би некој навистина ќе ги разбере дека се во за подобрување на закон, дали има време за амандмански да се интервенира. Затоа велам, дали има време за амандмански да се интервенира. Тоа оставам на пратениците и на службите во собранието. Колку ќе можат сето тоа да го направат за толку кратко време, стварно не можам да предвидам. Предлог законот за јавното обвинителство вика е фундаментален дел од правосудниот систем, не само овој закон и сите закони, тој претходно и тие што ќе следат нели во иднина, и е системски закон зашто има широки импликации во делот на кривичната правда и стандардите за правна заштита. Вели, според без силно обвинителство и нема ни квалитетни пресуди, нели? Иако немаме квалитетни нели обвинителни акти, нема да има ни судиите да можат нели да имаат можност да носат квалитетни пресуди. Затоа колку е битно обвинителството и обвинителството е многу битно во целиот тој систем на апсолутно во целиот тој систем е многу битно со оглед на тоа да сега обвинителството има многу поактивна улога во однос на тоа што претходно ја имал. И точно е тоа дека судиите се врзани многу за обвинителската работа и дека они ќе го ценат она што обвинителот го сработува. Квалитетот на донесување на одлуките повеќе е важен кај обвинителството отколку кај судството, заради тоа што судиите ја следат работата и она што го добиле како материјал, целокупно зборувам, значи докази, утврдување на фактичка состојба, распит на сведоци и така натаму, предложени сведоци и така натаму. Сето тоа е нешто кое што судот го прифаќа, го следи, го гледа и врз основа на тоа ја носи својата одлука. Значи, квалитетот визави обвинителство, однесувањето на обвинителство е еден елемент, а друг е квалитетот само на оној елемент каде што судијата во рамките на своите надлежности ја донесува пресудата. Да не се свати дека квалитетот на работењето на судијата зависи исклучиво од обвинителство. Не, тоа се поделени работи и секој во рамките на своите надлежности постапува. Меѓутоа, за успешна реализација на предметот, она што ќе го сработи обвинителство е особено важно за донесување на квалитетна пресуда. Така. Судијке Цаца, малку ќе излеземе од темата, но пак сме во контекст на тоа. Вие во минатиот пат кога ни гостувавте овде, тоаш беше нели во форма на интервју, не очекуваме и денеска дека ќе биде така со оглед на тоа што ете двајцата гости најавија дека се на пат до тука, како и да е. Кочани случајот, вчера се одбележа годишнината, гледаме дека се повеќе адвокати излегуваат со став дека така како што е срочено обвинението е некако осудено на неуспех, баш ете во тој дел дека квалитетно срочено обвинение води и кон квалитетна пресуда утре други ден, да не преудицираме. Вие минатиот пат се произнесовте околу тој дел, меѓутоа еве сега ете во контекст на годишнината, како очекувате да се развие еве случајот Кочани? Значи минатиот пат и сега ќе кажам, јас не коментирам предмети што не се завршени. Не ја следам со присуство мое на расправите овој предмет. Имам сознание што се случува, заради тоа што институтот ја следи работата во рамките на Blueprint групата што се случува во судниците. Меѓутоа, на крај ќе останам на моето мислење дека во моментот коментари не треба да се дава, треба да се остави да се заврши работата и ќе се види на крај
кој имал пропусти во работењето, кој немал пропусти во работењето и врз основа на што ќе се донесе одлуката која што сите ја очекуваат. Точно е дека предметот не е од оние предмети кои што има малку обвинети, па може да се сведе целокупната работа во насока на испитување на тие малку обвинети, овдека се многу лица зафатени, има голем број на докази, сето тоа бара време, сето тоа бара познавање и сето тоа бара една добра анализа. Адвокатите се тие кои што ќе си ги скористат своите права и не може тука да им се замери, тие се во насока на одбрана, тие можат да реагираат, меѓутоа пак крајното е зборот на судијата. Тоа што судијата смета дека е потребно, ќе го изведува, ќе го остварува во своето работење и врз основа на образложено добро одлуката ќе може да се даваат некои размисли, меѓутоа и таа постапка треба да се остави и евентуално по жалбената постапка да се види и повисоките судски органи што ќе донесат и каква одлука, па дури тогаш би можело вака малце постручно да се оценува и да се прави некоја анализа. Така. Јас само уште ова би кажала дека она што е особено важно во овие не само оваа постапка, него воопшто во насока на носење на законот, да се следат одредените стандарди, кои што не се само стандарди меѓународни, тоа се веќе стандарди кои што секаде се прифатени во однос на квалитет на законот. Значи, законот треба да биде јасен, треба да биде предвидлив, законот треба да биде концизен, треба да не содржи некои дискриминаторски елементи. Прецизноста и јасноста е многу битна за да се отстрани. Недвосмисленоста исто не треба да е присутна апсолутно. Значи сите овие елементи укажуваат на тоа што судијата и обвинителот треба да постапуваат во таа насока, да се избегне самоволието и арбитрерноста. Арбитрерноста е нешто што Европскиот суд за човекови права го оценува многу внимателно и би укажала на сите оние кои што се инволвирани во предметот да ги имаат во предвид овие елементи и се она што не е јасно на некој начин да можат да го разјаснат. Прво, толкувањето да биде во насока на правната анализа и она нешто кое што може да се каже е дека судиите нема да можат да го менуваат законот, нити па обвинителите ќе можат тоа да го направат. Меѓутоа, во рамките на законот може би ќе се извлече она нешто што представува проблем, на кое што укажуваат и адвокатите во овие давање на изјави во врска и со овој предмет, и со други предмети. Така, ние во минатиот период бевме сведоци на паѓање на многу обвиненија. Затоа вака општо го синтетизирав и ова прашање и мислам дека тоа е нешто кое што точно е, дека прво законодавецот е тој кој што треба да внимава на овие елементи, меѓутоа и обвинителите и судиите во текот на своето работење може да укажуваат на ова нешто, се со цел да се поправат одредените состојби, не само во однос на овој закон, него воопшто во однос на се она што значи база за носење на квалитетни закони. Така. Ви благодарам за вашите одговори до сега. Во нашето студио веќе пристигнаа најавените гости Миодраг Калабовиќ, универзитетски професор, добро вечер, и Зоран Петковиќ, практичар на Факултетот за безбедност во Скопје. Благодарам што дојдовте и се приклучувате малку подоцна во емисијата, но како и да е. Последно со што коментиравме, па еве да се надоврзиме заради континуитет со судиката Цаца Николовска, беше
околу дали вака стручениот закон би можел да ги надмине оние состојби кои ги имавме до сега, и како во случајот со Кочани многу од адвокатите реагираат на недобро строчено обвинение или обвиненија кои што ги гледавме во минатиот период, особено зачестено, кои паѓаа практично се неиздржани. Дали сметате дека таквите замки се отстранети од законот, со кој да почнеме со вас, господин Аламовиќ? Видите, многу од замките не може да бидат со овој законски текст отстранети, затоа што за ова за кој што вие зборувате се однесува и на процесното кривично право, материјалното кривично право кои со овој закон и да се сака не можат да се опфатат. Меѓутоа добар дел ова е фактички системски закон, еден стожерен закон, една круцијална алка во она што правосуден систем, и од тука не би требало да биде, јас тоа го кажав, знае и така и вие денеска бевте заедно со судиката Цаца Николовска Наталија. Судиката Цаца го кажав, ќе го уште еднаш повторам, мислам затоа што е многу важно, премногу е важно. Не може да бидат сите овие сегменти во рамките на самиот правосуден систем, меѓу кој што е овој јавно обвинителски систем, разгледувани парцијално, изолирано. Туку тие мора да бидат на еден холистички системско-стратешки пристап, сеопфатно, но исто така и во однос на останатите круцијални системи, како што кривично правниот, како што кажавте вие, и со така политичкиот, не можете, затоа што има и текако овој непосредни влијања политичкиот систем, особено во некои негови делови на таа огромна концентрација на мок што има, да речем, владата и врз она што јавно обвинителство, со оглед на тоа што сега гледаме дека е не сега, него од кога е Македонија, тоа е фактички централизирано и главните генерални принципи организацијски се хиерархија и субординација со огромни надлежности што ги има државниот јавен обвинител и во овој закон и во сите претходни овој закон. И од тука се фактички поставуваат прашања некои кои што се уште, видите, Мирјана, не се фундаментално расчистени кај нас. Во она елитна правна фела од особено професорите од, да кажем, правниот факултет во Скопје, кој најголем дел од нив беа и еве се уште сега се подготвувачи на овие законски текстови, постојат определени дилеми, да не кажам заблуди, околу некои круцијални фундаментални предуслови, без кои што не можеме ние да имаме овак значителен напредок. Се уште се постава прашањето дали треба во нашиот систем јавното обвинителство да биде дел од самата извршна власт или пак да не биде. Тоа не би требало да биде веќе дилема. Затоа што после дебели само да завршам, дебели аргументи зошто видите кај нас некако во останатите земји кои што ги гледаме како овие земји репери, земји овие членки од Европската унија, таму еве компаративно, како што сите знаете, јавното обвинителство представува дел од извршната власт. Меѓутоа тоа сосема друга политичка култура, видите, правна свест, друга едносно традиција, друга има повеќе правен систем, затоа што и овде има веќе сега правници кои што зборат дека има потреба да се ревидира тој цел правен систем во државата. Кои се тие правници што зборат? Има. Еве, има и само што да го кажем, се јави на ова јавна расправа, многу интересно би требало да биде и за вас и за нашите гледачи, што еден од новинарите, еве сега не, кореспондираме со имење, не напаѓање имења, кореспондираме со овие тези, концепти, новинарот Маглешов, Васко цитираше универзитетски професор од правен факултет, кој што на, видите, Facebook профил напишал дека можно е, без да се измени уставот, да има квалификувано мнозинство и со, видите, законска интервенција, со законски амандман да се избира јавниот обвинител во овак собранието. Од формално правен аспект сметам дека може да се дискутираме, меѓутоа тука овој судиката, тука е адвокатот,
ќе смена став дека иако остава некој, да речем, празен простор, сепак тоа ќе биде премногу дискутабилно, да не ширам. Меѓутоа, видите што се случува сега. Да, ајде Само ова да го кажам и ќе му даеме. Да, само да дам едно ова предоје, после да сме парламентарни во дебатата, да, само ова да го кажам. Видите што се случува. Ако цитираме значи одреден став кој што го на некој начин, видите, поддржува ставот на таа Венецијанска комисија која инсистира, али видите, уставни измени. Но и видите, Венецијанската комисија имаше и еден, значи, друг предлог да преку едно така пошироко структурирано тело кој ќе биде независно од стручно тело, но не, видите, балансирано доволно, имаше и еден друг предлог. Значи, видите, професорот Лавовиќ предлага во најмалку 7 до 8, видите, варијанти. Значи, далеку по квалитетни решенија, кај што јавниот обвинител нема да се избира во собранието. Jer секој избор во собранието, еве, и под да речеме, добрата предпоставка да се усвои тој став дека може без уставни измени, или и со уставни измени да се избира во собранието. Тоа не е најдоброто решение, затоа што повторно таму ќе има, видите, партиски компромиси на таа дневно политичка и на, значи, тесно партиска база ќе се прави компромис како што 1000 пати досега, значи, емпиријата го има сето тоа, докажано, праксата потврдено, дека на крајот на денот нема да се избере најдобриот кандидат, ќе се избере по некој компромис на таа, како што реков, тесно партиска дневно политичка основа. Од тука е можеби подобро едно независно стручно тело, значи широко структурирано од, видите, сегменти на самото граѓанско општество, кај што го бидат адвокатите, академската фела, од самите јавни, да речем, обвинители, нели, нормално мора да има, од овако политичката, односно парламентарна опозиција, од значи овако парламентарното мнозинство, компетентни представници, но никој од нив да нема, видите, мнозинство, за да не се преврли едноставно тежиштето на таа корупција во еден од тие сегменти, да одлучуваат и да имаат контролни механизми ако по тие објективизирани и, значи, високо прецизирани критериуми не го извршат изборот. И како што кажа, толку многу прашања отворивте, да. Еве, јас само да почнам да одговарам на вашето прашање. Мислам дека гледачите ќе ги ставиме малце понастрана. Сепак, јас се согласувам апсолутно дека треба да се размислува. Ако ништо друго, не добивме одговор зошто дел од јавните обвинители, сите други, ги избира Советот, а само државниот јавен обвинител да го избира собранието. Не, ама сега сакам да кажам дека можеме да отвориме многу широка дебата на ова прашање. Ама ние 3-4 години... Меѓутоа, дали тоа овде сега треба да го направиме е друга работа. Па треба на друг начин. Добро е дека вие почнавте, според мене, да иницирате одредени проблеми. Јас денеска затоа и се обидов да кажам колку овој закон во одредени членови дава таква можност да арбитрерно нешто се толкува, кое што може да доведе до проблеми. И затоа го спомнав случајот со истакнат правник. За истакнат правник ние имавме дебати, според мене, повторно ќе кажам, без потреба. Истакнат правник е категорија која што лесно може да се дефинира. Меѓутоа, барањето беше тоа стриктно да биде кажано во закон, па и во устав, што безпотребно е ако земеме таквата една ситуација, визави одредени одредби во однос на она по кои основи може да се разреши државниот јавен обвинител, стварно се поставува прашање на вистинско толкување или одмерување на она што се елементи на сторената повреда. Ние овде ќе имаме толку широки и толку општи елементи за кои што многу тешко може одма на прва рака да се дадат заклучоци. Доколку сериозно го наруши јавниот ред. Да. Што, мислам, сега ако почнеме ние да дискутираме дел по дел многу време и многу, како да кажам, потреба ќе се јави да утврдуваме она што го кажав порано, дали е законот јасен, дали е законот прецизен, дали е предвидлив.
Дали ова овдека значење на овие термини се лесно разбирливи и ќе ги разбере и обвинителот кој што треба да се соочи утре задутре со постапката за разрешување, меѓутоа треба да се разберат сите овие и да се има единствено мислење што тоа значи. Не сум сигурна дека ќе има единствено мислење. На ваков начин, на кој што е апсолутно нема да има, е прешироко и остава, значи, простор за неосновна релативизација. А го еве сега повикувам адвокатот, дали он како искусен адвокат има определени, значи, конкретни решенија да се ова конкретизира, да не биде вака широка формулација како ви сериозно го наруши јавниот ред или вика крајно недолично се однесува. Ја би почнал од почетокот, што и денеска моите тези и во практикумот и испитувањето на оваа материја посебно од 2007 законот што беше, од тогаш почнав да се приклучувам да видам што закон е тој и теоретски и практично. Денеска се потврди и од самата председателка дека овој закон е направен на брзина, беше ставен на ЕНЕР 2023, они викаат 24-та го правеле, ја го најдов тогаш кога го правев практикумот на ЕНЕР беше од првата верзија 23-та, со тоа што и сами признава дека немале време, го правеле тоа на брзина поради реформските закони и поради средствата да ги добијат тие и затоа. Па не е мал се за мене и за вас, за мене и за вас, меѓутоа составот сега да не навлегувам у составот, ми кажава и кој бил у составот, почнувајќи од председателката што ја познавам поодамна, уште како приправник беше Карши кај адвокатката, се знаеме, меѓутоа потврдива денеска и самите и дискутантите дека овој закон има на брзина е правен, 99% од старите одредби е земено и место да измени и допуни да се прави, они направиле поради реформската агенда нов закон. Овој по мене не е нов закон, пошто сите тие со нијанса 99% одредби е сега јас. Но главно се повикуваат на тоа дека поминал од Венецијанската комисија или има позитивна оценка. Тоа што поминал кај Венецијанската преко моите пријатели истражив и на крај во тоа во иницијативата што ја пуштив и до парламент со образложението, истражив, ми помогнава и тезите на Венецијанската комисија ми ги преведува и плюс направива паралела со 3-4 европски држави, германската, италијанската, нема врска тоа што кажуваат, не знам, позитивен извештај, од тие сите, 8 се негативни, односно не испунети. Без разлика што ова и по мене уставно не може да биде во однос на двотретинското ако не се менја уставот, меѓутоа, за мене една што и денеска се потврди јако, требаше да се засрамат и правниците и тие што го правеле професори на кривично право, имаше директно противуставни одредби, кои пред тоа беа со нијанса ставени уште пострашни, бидејќи, каже и судиката Цаца, овде испадна дека не знаат нашите правници, мора друг да им држи лекција што е обвинителството, дека не е независно и дека нема нигде дека е независно, него самостојно. Од независноста и до самостојноста има голема разлика, има голема разлика со тоа што и уште едно има имунитетот не знаат што значи, тоа уште пострашно е, дека тој 99%, 100% во нашиот систем, валја и во другите системи, се дава само со устав. Не може да се дава со закон. А и баш кај што не ги гледале, без разлика што беше стриктен и кој го правил тој амандман од 30, кога 107 членот кога е избришан, кај што имале имунитет тогаш, ама не притвор, него имунитетот представува притвор, може да биде имунитет и од кривично гонење, меѓутоа никогаш таква формулација директно не стои, него за имунитетот одлучува тој што го бира. Тогаш беше собранието. Сега треба да го сменат уставот и да стои дека за имунитетот на обвинителите, ако негде имаат, ама нигде немаат имунитет од тој дел, кој одлучува, да речеме така, кој го одзема имунитетот? Да, кој го одзема имунитетот, пошто нема нигде целосен имунитет. Осим дипломатите, колку што учеме едно време во направен факултет. Осим дипломатите во некоја друга ситуација.
Така да таа беше по мене и правно, формално лошо напишена во член 71 став 1, баш кај тоа што за надоместот на штетата секогаш од искуството претходно работно, секогаш државата ги враќала средствата, а не овде може. Објасни професорот Лабовиќ таму дека треба да биде или бара, или ја ставив у амандманот мора да бара. Пошто кај нас ако не им ставиш мора да бара, им оставаш на нив да мериторно. Што се однесува на овие на дисциплинските повреди и претходните, овие имаат изменето. Први нашата пракса до сега јас да видов дека во сите држави другите имаат 3 вида: лесна, тешка и најтешка. Ја мислев тоа го измислиле пред тоа и така беа првите амандмани кои го прави ова, ставив дека го измислиле само кај нас. Го има и таму. Меѓутоа, содржината на тие Венецијанска комисија кажува директно дека треба да бидат конкретни. Треба лесна, тешка и најтешка треба конкретни да бидат. Не. Еве што би било конкретизирано во однос на ова недолично одрешување и значи сериозно нарушување на јавниот ред. Дали имате вие некое решение? Не, овде за тука решение немам, меѓутоа има едно околу најважната работа која е уставна и која е со член 4 од јавните обвинители. Испаѓа дека они се должни со устав да при своето работење го почитуваат законот и уставот. Ако не го почитуваат, тоа нема за таа одредба уставна и нивна што е во член 2, во член 4 нема дисциплинска повреда. Ја знам зашто е тоа, како го објаснив сега, да не го кажуваме натака зашто е ставено намерно тоа, меѓутоа како може да некој не почитува устав и закон и нема ни тешка ни лесна никаква. Има вртено некој од тие и сите тие се можеш како сакаш да ги земеш. Можеш да ги земеш тешки, како тешки и најтешки. Како ќе ги земеш од тие? Ако се определени со тоа што има. Така случај за тоа велам. Тогаш како граѓаните да очекуваат дека ќе се соочат со нели со правда и ќе дочекаат правдата ако обвинителот не се знае, да речеме, кога ќе наруши таа дисциплина, да речеме во кој случај. Па токму затоа и ви ги кажав оние елементи кои што треба секој закон да ги има. Да е јасен, да е прецизен, да е предвидлив. Во таа предвидливост не станува збор само за лицата кои што се оштетени. Еве вие рековте граѓаните. Тие се оштетени, меѓутоа исто така станува збор и обвинителот кој што ќе биде ставен на маса за да се расправа за неговото однесување, треба да ја има таа предвидливост во содржината на законот. Според ова дека таа предвидливост е барем најблагоречена на една фаза каде што може различито да се третира, а се нешто што е различито се толкува, тоа значи дека може да доаѓа до некаква арбитрерност. Таквата арбитрерност, согласно член 6 од Европската конвенција за човекови права, не се третира како позитивно. Напротив, тука се гледа некои проблеми во самата постапка, во самото утврдување, ако сакате, на она што значи основ за разрешување и може да доведе до една ситуација на нејасност. А нејасноста е исто така нешто кое што и нашиот уставен суд може да ја утврдува и да го оценува квалитетот на законот. Така да постои можност, јас затоа и предложив денеска да се одложи, да не се носи овој закон на брзина, да се имаат во предвид искажувањата, оти знаете како, во еден толку краток временски период ваква содржина на закон не можете вие целосно да елаборирате на јавната расправа. Дел останува недокажано, дел останува во можностите дека дополнително ќе се искаже, еве, вие бевте во една таква ситуација. Јас одлучив да зборувам само за еден сегмент.
И затоа времето кое што ми беше дадено на располагање го искористив. Меѓутоа, да фатев повеќе членови од овој закон, апсолутно немаше да можам се да завршам. Апсолутно, да. Ајде сега јас ќе најавам пауза за реклами, бидејќи дојдовме до тој момент, па продолжуваме реклами. Продолжуваме, почитувани, со 24 анализа. Дебатата практично и за време на паузата продолжи овде во студиото. Професорката Александра Дејановска Трендафилова од Правниот факултет, кој што е предводник на групата која што работеше на законските измени, вели детална реформа на дисциплинските постапки, јасни гаранции за самостојноста на јавните обвинители, зголемување на институционалните капацитети, поголема транспарентност при изборот на државниот јавен обвинител се клучните точки во новиот предлог закон. Дали вие ги препознавте овие клучни точки во Добро, еве да кажеме и вака позитивно нешто, затоа што мораме да бидеме објективни. Јас секогаш настапувам од еден вака објективно неутрален пристап, значи во оној дел кај што е оценувањето на јавните има еден, да речеме, помак. Значи, ово подобрување. Еве во кој дел, да речеме, ќе биде оценувањето, значи се оди со тоа да се работат исправно јавните обвинители. Самите овои критериуми кои што се таму наведени не се само во една општа формулација, туку се дава по онака прецизен опис и се оди на овакво бодување. Значи на бодување кој што ќе биде конкретизирано уште повеќе со, значи, интерен акт, правилник кој што треба да биде. И тоа е нешто што е за, како да речем, поздравување. Меѓутоа, рековме околу овие, например, дисциплинските повреди, тука има и текако некои Дали има широки одредба колку формулации. обвинител не треба да го чува обвинителниот акт кај себе? Има тоа одредба, да речеме, така, има и за тоа, меѓутоа има една одредба која се провлекува и кај овие тешките, и кај, например, најтешките овако, значи, дисциплински повреди, и која што остава простор за една значи субјективна релативизација, неоснована релативизација, еве како што е например повредата на правата на странките или умислено сторување на тешка професионална грешка, при што различното толкување на правото и фактите не може да представува основа за утврдување одговорност на јавниот обвинител. Тоа е една, видите, конфузна една значи формулација која што толкување на факти, не знам толкување нема толкување. дозволете, значи толкувањето на, видите, правото пише, толкувањето на правото кој не може да го вршат самите јавни обвинители. Толкување али толкувањето на правото во никој случај јавниот обвинител не може да врши, тој само може да го применува законот. Толкувањето автентично треба и да го толкува, па за да го применува. Не сме да го толкува собранието, ако не му е јасно. Собранието врши автентично толкување. Тоа е друго, автентично толкување е друго, а толкување на законот во примена на неговата надлежност е друго. Добро, има логичко, системско, ако мислите на тоа, ако нешто не е јасно, собранието да појасни. Ако не е јасно, ако не му е јасно, ќе бара автентично. Меѓутоа, јас ама има една предпоставка сакате да да кажете. Во смисла логично, толкување, јазично, правно, во ред, правно, сето тоа да. Меѓутоа не сме да се опушта кој што рековте, тоа не оди во иста линија со оно што видите значи концизност, прецизно, јасност. Правото они едноставно треба да го применуваат, а во оние случаи кај што имаат определени сложени ситуации или некои правни одредби, затоа постојат општите упатства од значи државното јавно обвинителство, практикумите и нели така. Натаму па на крајот на краишната, значи автентично толкување се знае кој дава, Собранието на Република Македонија. И од тука ова може да едноставно биде изигрување на самиот закон. Ја предложив да се ова едноставно тргне затоа што од X причини реков тоа го објаснив, едноставно создав конфузија, некоја хапорија и евентуална значи можно да се изигра. Меѓутоа се земено. Има делови кои што можат нели да се изиграат или различно да се толкуваат. Се на се земено. Значи дека пак граѓаните не може да очекуваат. Се на се земено, видите Милина, околу што рекоте, значи вие. Дали и се воопште поставува како една, да речем, дилема и една заблуда во елитната правна, значи, фела,
дали може да се одржи самостојност, зборуваме за, значи, видите, самостојност, не за независност, за самостојност, во ситуација кога имаме таква централизација преку хиерархијата и субординацијата и со значи такви значи високи овластувања надлежности што ги има државниот јавен обвинител врз сите обвинителства. Одредени, да не кажам речиси, значи сите еминентни значи правни професори од фелата сметат, дозволите, ово е многу важно да довршим тези, значи обвинителството вака како што е поставено така треба да е поставено. Нормално, со сакам да кажам, основни, виши многу е ова, значи тие сметат дека не може да има самостојност кај пониските јавни обвинители, кога, видите, државниот јавен, значи, овој обвинител ги има сите тие овластувања, може и да преземе предмет, да овласти некој друг јавен обвинител да, значи, биде надлежен за одреден кривичен предмет што го има некој друг јавен обвинител и сето тоа едноставно оценува, врши нели ова надзор и сето, они сметаат дека не може да се оствари самостојноста без да се мешаат во конкретни. Јас велам, не е точно. Тоа се остварува во оние, значи, земји репери кон кои што се ние стремиме, затоа што во тие, значи, земји репери постои мирена внатрешна, значи, независност, наспроти она што значи, видите, надворешно институционална независност. Нас не треба таа надворешно институционална независност, затоа што внатрешната независност што подразбира? Подразбира висока политичка култура, висока правна свест, да не се мешаат во, видите, конкретни предмети. А дека теоретски е можно и дека практично е можно, тоа е емпириски потврдено во овие, видите, земји од Европската унија. Меѓутоа, овдека кај нас може теоретски, но не може практично, затоа што ние ги немаме тие специфични детерминирачки фактори што ги имаат они. Иначе теоретски е тоа, видите, возможно, за да се изврши едноставно оваква, значи, контрола, надзор на самата законитост на материјалното и на процесното право, а да не се меша при тоа во самиот конкретен предмет во кој правец, односно кој тек ќе го добие, од каде ќе ги добија доказите, кога и така нато колку и осето тоа. Тоа е апсолутно забрането и кај нас, меѓутоа забрането е де јуре, но де факто ќе се остварува тука со оглед на сите тие огромни, значи, овластувања што ги има државниот јавен обвинител и во ситуација кога е тој фактички предлаган од владата, а е избиран од себе. Сега ние велиме, имаме неутрален именување. Добро, точно, се согласам лапсус линија. Тоа е еден кој што ќе биде предложен, тој се именува. Нема ситуација да видиме дека ова е можеби една ситуација кога сите очекува не очекува ваков еден, да речем, предлог од владата и така натаму, меѓутоа ќе видиме, времето ќе покаже и ќе, значи, видиме дали се овдека работи за исклучок е секојаш може, тоа основен епистемолошки, значи, постулат, дека исклучок е може, но ние е многу важно, Мирина, да не градиме, значи, систем на овакви, значи, ретки примери исклучоци. Системот мора да се гради така, да имаме систем кој што по силата на својата внатрешна логика ќе се остварува, ќе се, значи, применува правото без да се има или да се, без оглед на тоа дали има или нема политичка волја од актуелните, значи, носители, највисоки носители на таа извршна власт која имат огромната концентрација на моќ, да не, значи, заборавиме и дека и по линија на посла потпор и во ситуации кога тие не вршат директен притисок и нема директно влијание, судиите и јавните обвинители прават автоцензура на своите јавно, значи, обвинителски одлуки и на судските одлуки, знаејќи ја линијата на интерес на самиот... Тоа е до прашањето на интегритетот. Добро, никаде го нема. Точно, меѓутоа има спомнате на неколку места, не е дека го нема, но е спомнат. Еве зошто не успева да заштита својата професија? Само ова да го довршам околу интегритетот и ги дајме зборот. Видите, интегритетот, моралниот интегритет, кредибилитет, значи професионалната компетентност, стручна, се исклучително значајни категории. Но повторно ќе ја, значи, кажам мојата теза, тоа е една од тие, значи, фундаментални заблуди.
Не можеме да го градиме системот на основа на тој интегритет, бидејќи се тоа сепак флуидни, растегливи категории и во оние жешки ситуации кога се работи за огромни приватни лични цели, тој морален интегритет попушта. Тоа е емпириски, овој докажано, Волтер го има докажано, не Лабович, Монтеске. Од тука мораме да го видите, градиме системот да тој функционира и во ситуација кога и при евентуално најлош избор, било кој дали е правосуден функционер или било кој системот да функционира, да функционира без оглед дали имало политичка волја или не, по силата на својата внатрешна логика. И интегритетот индиректно во сите европски држави, по моите истражувања и по дедо ми своевремено што ми кажуваше кој го чува лојзето, стравот, односно санкциите, без кривични одговорности, без санкции, без да има одговорност, а одговорноста према оние уставните начела едно е од најбитните за демократијата. Второ кај нас што е отчетноста е една работа. Отчетноста и транспарентноста е што ја немаме, таа е битна за да дојдете до фактите. Меѓутоа одговорност нема. Кој одговарал осим некој што сакаа да одговара некој партиски или ефтер некој и да го фатат ако и судијава што беше своевремено, не знам како ќе заврши. Одговарат пониските. Ретко одговарат. Меѓутоа на овие што учествувале во законот и професорите, и тоа на почетокот што го кажа и професорката, судиката Саса, мешаат два појма, односно мешаат независноста и самостојноста, со тоа што и двете категории има одлука на Уставниот суд, на судот на Страсбург од 2007, Макбонго, како се вика, каде што привилегијата на самостоен и независен судија не е привилегија нивна да бидат самостојни, да не од системот и од општеството и од уставот. Привилегијата таа е на граѓаните, да имаме такви ние, значи да бидат честни и да судат по устав и по закон, наша привилегијата, а они ја земаат како нивна привилегија у сите законски прописи. Може да и го знаат тоа, они или одлукава може не ја знаат, случајно ја најдов своевремено истражувајќи, пошто не сме чуле да негде да кажат. Меѓутоа, значи основните работи повише знаат некои работи да ги направат овие. Ова е свесно правено за различно толкување на факти, не значи тоа. Тоа значи кршење на право. А сегде у Германија, поред разрешувањето, тоа паралелата на санкциите, кај нив има разрешување и кривична одговорност. Двете заедно идат кои се најтешките. За сите најтешки. Само кај нас избегната кривичната одговорност? Начелно према тој пијаниот 71 испаѓа, не знаеме што е. Како ќе го земат? За некого може ќе биде да, пошто на крај завршницата е дека осим кривични дела, а кривични дела, сите кривични дела што се у службата, за нив не може притвор да има извај. Па како ќе го толкуваат? Толку е тоа. Тој став е направен што не сум го сретнал нигде и никој не одговори дека тоа не е, дека е тоа добро, дека е тоа така. Никој, ни професорката од комисијата, пуно пати ја и лично сум да разговара, пошто се знаеме, тука за тоа не одговара. Не можам вика да разговарам за тој дел. За правната терминологија. Има уште едно, само два збора. Преска вие прашавте, проблемот за мене е и кој одлучува за разрешувањето. По амандманот уставен и одлучува Советот. Меѓутоа, они си зеле комбинацијата со најтешките, да комисијата, што е од обвинителството составена, дисциплинската, да таја она ја води постапката и предлага дека е таа најтешка и после Советот одлучува, а без тоа, без да иначе кај судиите цела постапка ја води Советот.
И тоа е уставното решение и овде и таму. Судскиот обвинителскиот совет. Ама исти се тие по тежината како тела, да. Баш кај што тука ќе да е арбитрат доста. Стои дека може обвинителот пред да покрене постапката пред советот, може да ја запре. Може да не поднесе за тој дел. Значи, денеска, така, имаше еден предлог од страна на еден адвокат кој што вели дека она што не сме нели јавен обвинител да има е две државјанства. Тоа вака ми влезе во... Тоа е... Да. Тоа не знам дали ќе биде судиката Саца ќе знае човек кој права... има доста има рече што има со две државјанства. Кој права за државјанство... Еве, дали тоа државјанството не е такво човеко, основно човеково право, кое што во одредена ситуација може да се оценува, меѓутоа во суштина самото државјанство како правен сегмент не е предмет на оценување дали има право, дали нема право да има државјанство, колку државјанства и така натаму. Тоа е оставено на државите. Јас знам дека Холандија направи еден исчекор во смисла на тоа да може да има само едно државјанство, холандско државјанство, без да постои можност да има друго државјанство кое што се реперкуираше на сопственост. И колку што мене ми е познато и некои други држави се обиделе, меѓутоа оценувајќи ја одредената ситуација, мислам дека се имаат повлечено, па дури мислам дека и Холандија направила некакви измени во оваа насока. Тоа може да важи за сите граѓани, не за... Добро, за сите граѓани, па сега, тоа се, ако важи за сите, ако не се овие издвоени, тогаш важи и за нив. Јас само сакав да напоменам дека интегритетот не е равен на компетентноста. Значи, може човек да е многу компетентен, а да нема интегритет. Значи, тоа се две работи кои што треба многу да се имаат во предвид и да се ценат. Човек со целосен интегритет може да биде судија и може да биде обвинител. Ја би ја проширила таа листа и до правобранител, и до секој. Се што е дел од правосудството. Интегритетот е нешто кое што граѓаните можат да го осетат во донесените одлуки и тоа е нешто кое што ја подига довербата. Во секојдневното однесување тој интегритет е многу важен. Иначе овде интегритетот го мерат со еден тест за интегритет, што е тест за водачка, пошто полагаме за медиатори истие, овластена, нема овластена психолошка организација, тогаш најдова нешто за да има интегритетот, тест на интегритет, тоа е прашањата ги поминав како медиатор, сигурно се и за судијата исти. Веќе нема таков тест. Сега нема тест. Значи, односно ова што го кажа, се исто така поставува кај нас многу често постојано ја слушаме тезата дека не е проблем во овие наши закони, туку во нивната примена. Дека имаме релативно добри закони, што јас се слагам, тоа е точна теза, но е делумно точна и е многу погрешна. Зошто? Затоа што се на тој начин предпоставува дека само врз база на интегритетот кој што реков дека е многу важен, исклучително важна категорија и дека е нешто различно од професионална компетентност. Може да некој да биде екстремно овако професионално компетентен, а да има интегритет нула. Но сакам да кажам дека не можеме да тоа го реков и уште еднаш ќе повторам дека е многу значајно. Не можеме да градиме систем само на тој, интегритет, туку да, изградиме систем и во оние ситуации кога ќе потврди, а кај нас многу често потврлува интегритетот. Дури и во ситуации кога сме имале, сме се колнеле во некои дека ќе имат интегритет, ќе бидат со висок кредибилитет и така натаму, а се и плюс видите професионално компетенти во најжешки ситуации кога ќе дое стани пани, не зборам за ситни работи.
тогаш фактички попуштаат заради своји лични, приватни или некои тесно Дали се така срочени овие овде вака се дисциплински поставки? значи срочени дали затоа се така срочени за да може да очекуваме дека ќе има бескомпромисна борба со организираниот не може затоа што досега и дека високо профилираниот криминал и корупција ќе се гонат. Досега, а и ова што го гледам, сепак се видите базира акцент значи става на значи компаративниот метод на определена значи еклектичка механичка синтеза на успешни странски решенија кои иначе даваат успешни одлични резултати во земјите кај што функционираат, но овде представува целосен фијаско. Зашто? Затоа што не се прави таа квалитативна факторска анализа која што видите само науката. Иначе ако е така, ајде да ние викнеме преведувачи и да нека ги значи преведат тие законите кои што викаат исто така некои еминентни професори, нема што да ги измислуваме. Лабовиќ нема што да измислува топла вода. Тоа е антиинтелектуалната теза што сум ја досега слушнал. Затоа што како прво самата диалектика на развојот овозможува постојано и значи постојано науката е видите примерниот фактор на тој општествен развој. Не може да кажете све ова измислено. Мада тој збор измислено не ми се допаѓа, има негативна конотација, науката открива во таа феноменолошка и етиолошка смисла и или осознава и пронаоѓа идејни решенија. Во таа смисла не можеме да ние се исклучиво базираме на таа значи компарација, иако и од тука треба да фактички црпиме позитивни искуства, но не во таа мера која што се сега прави и во овој закон и во сите наши поранешни закони, да исклучиво одиме на тие странски решенија кои даваат таму успешни резултати, а тука не. Зашто? Затоа што мораме да ги значи почитуваме нашите специфични детерминички фактори и да едноставно градиме значи систем кој што најдобро ќе одговара тука. Иначе ако ние речеме нема што да измислуваме, законите се добри, ама да на интегритет, тоа имплицира значи Мирјана дека нема потреба од тие подлабоки структурни реформи. Само да довршам. Следување достоинствен статус на јавните обвинители, окей, достоинствен статус, никој не вели дека не треба. Само да го довршам мислата, нема ќе испадне плата и за све, меѓутоа ќе испадне дека нема потреба не само права, туку и одговорност. Ево што велиме. Да, само да завршам мислата. Ќе испадне дека нема потреба од тие значи подлабоки структурни реформи кои што и tekako има, а ние гледаме дека во европските извештаи исклучиво се констатира умерен, ограничен напредок. За да имаме ние некој значителен напредок, треба ова да го еднашка сватиме дека не се фрази. Дека ова се длабоко научни фундирани сознанија кои што еднашка треба и новинарите и значи професорите, затоа што политичарите никогаш нема да направат никаква реформа, jer oni секогаш одат на тоа да нив им видите одговарат статуско. Не зборам за ова власт, зборам уназад за сите 3-4 години без оглед на идеолошко партиската провиненција. Тие трпат влијание токму од тие правни експерти од видите медиумите и они кои ќе почувствуваат притисок од нив, само тогаш прават значи реформи. Добро, медиумите еве правиме и дебати и све и тоа ситни реформи. За вакви длабоки реформи не може Лабовиќ сам, треба да имам поддршка од сите да ги сватиме и да евентуално добијам значи контра валидни аргументи дека сето тоа не чини, а не да се тоа игнорира и да се мислите судијќи Цаца дека и ова после Македонија не чини. Дека тоа што како се вели што не е и законот за Советот на јавни обвинители сега можеби требаше во пакет па остави се некои недоречености на овој закон за да го разбереме можеби онака како што е интенцијата на оние што го мислам дека е многу важно да се види што ќе биде. Па е одреден хендикеп заради тоа што одредени надлежности на Советот на обвинителите само можат да се насетат во овој закон. Одредени може би малце пошироко, малце потесно, меѓутоа мислам дека многу поупатно и многу поразбирливо ќе беше ако и тој закон на некој начин беше да се направи нацрт па да се вршат одредени компарации. Меѓутоа, она што мене ми смета е што овој закон и денеска изготвувачите на нацртот тоа го кажа, дека не е нов закон, туку дека е некоја
комбинација помеѓу она старото решение и највеќе е посветено внимание на дисциплинските постапки, ако добро ја разбрав професорката, а тоа кога се прави комбинација на старо и ново и уште плюс кога нема нов закон, И кога нема стрикно, кога што нема, значи тоа тешко, најтешко? тоа само може да ствара проблеми. И затоа беше конфузија предлогот да се одложи, меѓутоа не верувам дека тој предлог ќе биде прифатен, ама Нешто пак ќе сакате биде во видел да кажете околу Советот за јавни обвинители, што не е можеби во пакет и завршуваме бидејќи Советот на јавни толку. обвинители има еден член, да не го барам се тука, ќе го најдат тие кои што се, значи, го патени, кој што е фактички преземен од постоечкиот закон, кај што значи шефот на основното јавно обвинителство против организирана криминална корупција го значи избира советот, меѓутоа врз база на значи оние видите претходно непосредни избори што ги вршат сите јавни обвинители. Сите јавни обвинители кои што се во тој упис на значи јавните. Сега, тука има едно малку подлабоко прашање од значи социополитиколошки па и од, ако сакате, материјално правен аспект. Зашто? Затоа што ова, видите, навидум изгледа дека е едно демократско, многу добро решение, супер ова решение, да ме кеве сите јавни обвинители, но ние знаеме што се случи кога се избра веќе, значи, постоечкиот шеф на ова јавно обвинителство, како сите аналитичари, критичари по америчката амбасадорка во тоа време, какви негативни оценки дадоа и сето тоа. Кога, значи, целата фела со еден збор да не ширам, едноставно, значи, сметаше дека тоа не е најдобриот избор и дека по некој партиско-клиентелистички, бизнес-клиентелистички или се шепнал кој да биде и беше избран кој што беше избран. За да не дојде до тоа, може би треба да се малце подлабоко го размислува со оглед на таа наша правна свест, политичка култура и така натаму традиција. Да го Советот за јавни обвинители врши овој избор како и за останатите, бидејќи тогаш ќе може овие објективизирани и прецизирани критериуми, дозволете, да се постават во случај ако тие немаат образложено структурирано мислење, извештај зошто го избрале токму тој кандидат, а не овој некој друг кандидат. Во обратен случај, само да кажам, во спротивно, кој ќе одговара на тие тајни непосредни избори, кога нема да бидат почитувани овие објективизирани и Ете ќе видиме, да почекаме, да видиме што Дајте одговор, ајде, има ли одговор? Ви благодарам што бевте дел. Нема, затоа треба ќе биде законот треба за да се прифатат по-оптималните дека може би на некој начин и хендикеп е не да се врти со глава, не зборам за вас, него уопште во интелектуалната, значи фела имаме интелектуален мрак. Так. Игнорирање. Ви благодарам, така не ве спречувам да продолжи дебатата, меѓутоа јас треба да одјавам емисијата. Благодарност до вас учесниците и до нашите почитувани гледачи. Довидување. Благодарам.